Осветената вода на Богојавление Водици се употребува исклучливо наутро на гладно срце, советува протоиереот Добрица Јанев од Штип за М-нет телевизија. Оваа вода, наречена уште и агијазма, се осветува само 2 пати во годината, на Богојавление Водици и на ден предходно кога се одбележува празникот Водокрст. За нејзиното користење во продолжение говори протоиереот Јанев. Водата осветена на Водокрст и на Богојавление, бидејќи овој голем богојавленски водосвет, како што го нарекува црквата, се извршува само 2 пати во годината. Тоа е на Водокрст и на Богојавление. Ова вода се нарекува уште и агијазма. За разлика од светената вода што ја прави свештеникот како на мало осветување на водата или мал водосвет, кога ги посетува куќите на верниците и кога е храмова слава се извршува водосвет, таа вода се употребува во секое време. Значи и да сме јадени и да сме, не е битно колку е часот, и да сме гладни, се употребува, а водата од Богојавленскиот водосвет се употребува исклучиво на гладно срце, реков се нарекува агијазма, и секој оној што ќе сака да се напие од таа вода осветена на Богојавление, тогаш ќе треба да биде гладен да ја користи од сабајле. Инаку на грчки света вода се нарекува агијазма, светиња. Светиња се нарекува сето она што е исполнето со благодатта Божја. Тоа може да бидат моштите на светителите, иконите, мирото на фората, но сепак првенствено под светињата агијазма се подразбира вода над која е извршен чинот водосвет.